Ете не повторно назад во студиото на Македонија денес, каде што од светот на музиката се селиме во светот на документарниот филм. Конкретно во продолжение ќе зборуваме за Македокс и за целата програма на она што ќе се случува и сите оние филмови кои што ќе можете да ги погледнете оваа година. Секако ќе позборуваме и за патувачкото кино, а со нас во студиото се дел од тимот на Македокс, Сара Феро. Добар ден и добре дојдовте. И Дарко Набаков. Добар ден и добре дојдовте. Да, драго ми е што ја имаме токму оваа тема за разговор пред се, затоа што Македокс е можеби млад фестивал, меѓутоа темата и сето оно што го третира како фестивал е навистина за поздравување, можеби не толку вообичаено, но сепак јас би рекла си има и си стекна веќе една своја убава публика која што има почитување према документарниот филм. Прве вас ќе ви дозволам, ќе започнеме од дамата. Неколку зборови за Македокс накратко и нормално потоа навлегуваме во патувачкото кино, тоа што ќе биде на програмата. Македокс веќе и не е толку нов фестивал, бидејќи оваа година ни е релативно да, меѓутоа оваа година ни е веќе 8 година како се одржува фестивалот, така да полека веќе нели се етаблира некако како дешавка која ја има секоја година. На Македокс се прикажуваат креативни документарни филмови. Тоа е единствено ваков тип фестивал кај нас во Македонија, па така и на патувачкото кино ги прикажуваме филмовите кои ни одат во годините на фестивалот како дел од главната програма. Да. Тоа е. Кажете ми, кога станува збор за овие креативни документарни филмови, дали се тоа краткометражни или долгометражни филмови и што се ќе можат оваа година? Која е всушност темата и кои филмови, каква тематика ќе можеме да погледнеме? Програмата е секогаш различна и се зборува и за кратки, и за долги, за среднометражни филмови. Значи имаме и целовечерни филмови. Се трудиме да не се фокусираме на една тематска година, земаме само некој си аспект. Минатата година не беше сторителинг од раскажувањето на приказна, оваа година за време на фестивалот ќе се обрнеме повеќе внимание на визуелната приказна. Но темите се секогаш се трудиме да бидат што поразлични, за да фаќаат што повеќе различни теми и групи на луѓе да успеат да се пронидат на самиот фестивал и во самите филмови. Да, а вие помагате во тоа преку патувачкото кино, затоа што на тој начин филмовите кои што се дел од програмата им ги доближувате на сите оние кои што сакаат да ги погледнат на различни локации низ нашата земја. Еден, не знам, посебно убаво доживување, посебен тип на организација. Пред да одиме со програмата, јас би ве прашала како изгледа самата организација и самото патувачко кино, како поминуваат тие денови еве за вас, пред се како дел од организацијата? Па ние во организација често се викаме дека сме семејство или пак Македокс банда. Тоа значи дека околу прилика 15-20 на луѓе одиме во тие села заедно со своите деца, кучиња и све остало, но заедно со себе го носиме своето платно кое е една магарица, сакаме да кажеме дека каде што на сред село се собираме, ги повикуваме сите луѓе непосредно со мегафони, со разговор помеѓу селаните во текот на денот, ги повикуваме вечерта да дојдат на нашата проекција, се собираме, гледаме два филма, дискутираме, после тоа остануваме да размениме наши искуства и нивни искуства и да позборуваме чисто за животот на село и животот во града и ги споредиме. Каква е реакцијата од тамошните селани кои што ете можеби немаат прилика така често да погледнат филм на платно, особено кога станува збор па за документарен? Па токму тоа е најинтересното на патувачкото кино, бидејќи во најголем дел од целата луѓето немале можност да погледнат никаков филм во изминативе, не знам, 40 години. Баш на видеохрониките имаме изјави од селаните и кажуваат дека се присеќаат, односно последен пат сум гледал филм во кино во соседното село пред 40 години. Супер што дојдовте, многу не е интересно ова. И така, им пуштаме по два филма обично во вечер, интересно им е, ги интересира нели што се случува со самото доаѓање во селото, ќе се расчуе дека дошле некои луѓе, ги гледаат колите, па се распрашуваат. Се случува нешто невообичаено, кој што и нивното секојдневие го раздвижува. Може ли, еве, барем досега, тогаш кога вие сте биле дел и сте патувале со киното, да кажете дали нешто посебно ви оставило впечаток, можеби некое место и одредени реакции? Па секако секои места се интересни сами за себе, мислам во секои предели некако различно живеат луѓето. Не би можела да издвојам нешто посебно, меѓутоа секое патувачко кино е убаво само за себе. Реакциите на луѓето исто така, секогаш им е интересно, во прашуваат што правите, па како.
Па мислам ги интересира, ќе им пуштиме еден филм, па после тоа сакаат уште еден. На младите исто така има многу интересно. Деца исто се збираат многу. Минатата година кој го најдовме на патувачкото кино всушност. Еден од волонтерите на фестивалот не пронајде од нас во неговото село, одидовме на патувачко кино и после тоа дојде волонтираче на минатиот фестивал 7 дена. Да, и оваа година пак ќе дојде. Да, звучи супер. И јас ги гледав и вашите отворени повици всушност до луѓе кои што се заинтересирани, те имаат и таков дух и ми изгледа интересно оваа приказна да се пријават и да бидат волонтери дел од вашиот тим. Дали таа покана е се уште стои секогаш отворена? Како може да ве контактираат? Значи на нашата Facebook страница, на нашиот вебсайт имаат контакт мејл кај што може да ги испратат своите податоци. Обично све е напишано во повикот, имаме моментално 2 отворени повици за волонтери и за работилницата Камера Обскура која ќе се случува за време на фестивалот во Скопје. Инаку оваа година фестивалот ќе биде од 19 до 25, а патувачкото кино од 12 до 25 јули. Имаме 3 дена на ДФС ќе гостуваме со своја музичка програма оваа година со патувачкото кино и 8 села во Пореч. Така, рековте дека во селата пуштате по 2 филма. Како ги бирате тие 2 филма? Дали се тематски поврзани може со селскиот начин на живење или пак можеби со градскиот начин на живење, нешто што можеби ќе допре до нив или да им покаже нешто што е поразлично од нивниот свет? Обично не сакаме да идеме со готова програма во селото однапред, туку сакаме во комуникација со селаните да видиме што нив ги интересира и така да го избереме филмот заедно со нив, всушност да видиме што би гледале ние. Што најчесто ги интересира? Па не знам, зависи од целото. Се трудиме да трудиме да ги користиме и филмовите од кинотека што се снимани во тие региони, па обично идеме со еден краток филм сниман од кинотека од стара продукција и во зависност од тоа каква ни е публика, дали имаме повеќе деца, дали имаме повеќе ергени на некогаш на пример пуштаме такви филмови, зависи од самата публика. Да, интересно е тоа, прилагодување на публиката и на оние кои што ќе бидат во моментот таму да го гледаат филмот. Јас би прашала уште неколку зборови конкретно за фестивалот. Секогаш и тука постои таа задача да се избере и да се креира програмата и пак ќе повторам, луѓето во изминатите години знае кога и каде да дојдат и да уживаат во истата, па еве овој пат, тоест за секој следно издание, како изгледа организацијата? Па фестивалот, како што напоменав, ќе се одвива оваа година во Скопје од 19 до 25 август. Локацијата ќе откриеме после патувачкото кино. Како што и нашата програма полека ќе почнува да се отвара од патувачкото кино па се до фестивалот. Како и секоја година, нашите посетители ќе може да ги свинат филмовите, односно програмата на нашата апликација, ќе може на нашиот Facebook пејдж да се информираат за целосната програма. Можам да кажам дека и оваа година имаме голем број на гости, автори на самите филмови, режисери, па дури камермани оваа година, бидејќи сме во визуелен фокус, да кажеме. Така да ги очекуваме сите на Македокс и на добар документарец. Колку филмови рековте оваа година ќе прикажете? 66. 66 филма. На фестивалот, да, на патувачкото кино, во зависност од интересот. Обично идеме по 2, но доколку има интерес, идеме со повеќе. Така, како ги бирате филмовите? Пошто навистина станува збор за една поголема бројка, каде што е, па претпоставам дека изборот и 66 бројка. Да, и мене всушност тоа ме интересираше кога постави претходното прашање, не е лесно да се направи таа селекција. Па главен селектор на фестивалот е Петра Селичкар. Обично имаме отворен повик кој трае до средината на април. Оваа година се пријави околу 2800 филмова. Добро, голема бројка е на тој повик. Да, така да од тие 2800 филма се направи селекција на добрите 66, кои ќе бидат поделени во различни програми и ќе бидат дел од тој 7-денен фестивал. Програмата на фестивалот. Одлично, бидејќи тука некаде сме и при крајот на самиот разговор, јас финално би прашала како ќе звучи ета вашата покана до сите оние кои што можеби ќе може да бидат дел од патувачкото кино. Зборуваме за тие места кои што ќе ги посетите, го споменавте и да фестивал, таму ќе има голем број на луѓе, така што еве како ќе ги поканиме барем оние кои што не гледаат. Исто така не кажавме дека работилницата за 12 деца од 15 до 18 години ќе ни почне на Д фестивал, па подоцна под Д фестивал ќе продолжат со нас на патувачко кино. Потоа им продолжува работилницата на Македокс на фестивалот и уште една серија ќе имаат во септември. 12 учесници ќе бидат на работилницата, ќе се запознаат со процесот на правење на документарен филм. Исто така имаме на Facebook во нашиот евент за патувачко кино објавено мапа со локации каде може да се спие доколку некој сака да биде дел од нашето патувачко кино.
Така што Најлесно за нив е. Кој сака може да дојде, да. Од ова година кај Баба на село, Кај Баба така на село. да дојдете си кај Баба на село да гледаме документарец со Македокс. А имате ли спланирано веќе кои села ќе ги Да, поминете? да. Од прилика може да ни кажете Да, чисто на да се информира? 12 јули идеме во село Крапа, на 18 во село Девич, на 19 во Срешнево, јас морам да прочитам, извинете, на 20 во Требино, 22 во Локвица, 23 во Брест, 24 во Косово и 25 во Манастирец. Завршуваме со патувачката. Ете, сите тие граѓани, односно селани кои што живеат таму, ќе можат да присуствуваат и да погледнат некој интересен и креативен документарен филм. Да, а ние ќе ви се заблагодариме што денеска дојдовте и да ја представите барем дел од програмата, начинот на кој што сето ово се организира, па и вака јавно да ги поканите сите заинтересирани. Ќе ви посакаме и ова да биде уште едно супер Македокс патувачко кино, а верувам дека пред фестивалот ќе имаме повторно прилика да се видиме, па да ги соопштиме сите детали тогаш. Благодаря на поканата, се гледаме во август. Ви благодариме. Продолжуваме ние понатаму. Со следниот музички спот го најавуваме и нашиот денешен последен соговорник во рамките на Македонија. Денес секако верувам дека ќе уживате и останете со програмата на телевизија 24.